Мојот следен меч. Здраво сите, добри дојдовте во моето прво видео ваков карактер, односно целта на овие видеа ми е да ви прошетам изеден мој ден, посебно во еден ваков хаотичен период, кај што сум на среда испитна сесија на Фейт, а исто време се спремам за мојот четврт професионален меч. Да, значи останете до крај на видеото, ќе откриам некои детали околу мојот следен меч, а исто така и околу настанот кој ќе содржи во ова лето во Македонија. Уживајте! Здраво дечки, еве сме стигнавме во местото кај што го одржам денешниот тренинг, односно ова е нашата OG стара сала. Оваа сала е изградена од страна на мојот дедо и мојот татко. Тука започна уствари мојата кариера, односно затоа и ми е многу убаво кога тука ги одржувам моите тренинзи, оти едноставно се присетувам од каде сум почнал и до каде сум стигнал, па тоа ми ја дава таа дополнителна мотивација за работа. Сега во моментов сум надвор од камп, односно надвор од припреми, но не смеам да се жалам за мојата форма, оти сум во баш добра форма и во моментов само ја одржувам и ми треба уште тие финални 3-4 недели од камп пред мечот, што ќе ми помогна да го зацвртам, односно да го заоштрам мојот менталитет и да ја заклучам таа една форма, односно веќе достигнатата форма малце да кренам на повисоко ниво. Најбитно од се да скинам кила, оти јас сум човек што сака многу благо и меѓу борби многу се дебелам. Ја сега имам околу 8-9 кила да ги скинам до мојот нареден меч. Кампо искрено ми помага во тоа, оти менталитетот ми е на друго ниво и сум скроз фокусиран на мечо и на грајндо во рингот. Денеска имаме комбинација од кондиционен и технички бокс тренинг, односно ќе направам рунди вреќа, пред тоа имаме загревање, шадо, јаже и на крајот нормално склеко и стомачни, така нека комбинација, па проследете што случува на тренинг. Сега малце се загреме јаже. Само што заврши со 10 минути јаже, тоа го правам за да се доиспотам, да се загрем. Сега ќе одам и со 10 минути шадо.
Само што заврши со главниот дел од тренингот, односно 8 рунди вреќа, искрено се чувствувам сјајно, се чувствувам одлично. Сега ми остана уште стомачни склекови и мало истегнување, па еве некои кратки снимки од тоа. Заврши со последниот дел од тренингот. Моје искрено мислење за истегнувањето е дека мислам дека е дури побитно целиот тренинг, пошто ако прескокнеме само едно истегнување, следниот ден веќе ќе бидеме скроз воспалени и нема да биде тоа перформанс. Па затоа практикувајте истегнување после секој тренинг, пошто е многу битна работа. Сега ми остана уште да се облечам, да се средам и да се приберам дома, да јадам. После ваков тренинг следи еден богат нутритивен оброк, полн со масти, јаглехидрати, најважно протеини, за кој што кажав да имаме добра обнова на мускулите и утре можеме да направиме уште посилен тренинг. Денеска за ручек, кој што кажав, после ваков тренинг ни треба вистински масти и протеини и квалитетни јаглехидрати за да се поправиме како што треба. И еве го и вториот многу битен дел од денот. Сега влегувам студентски режим, кој што кажав, испитна сесија на фейт не е баш лесно, ама се надевам че остане, имам уште нешто фазла од една недела за испитов и се мога многу спода помисли кој што треба. Сега делот кој ви го најавив уште од почетокот на видеото, односно мојот следен меч. Се уште не сум да откривам многу детали, ама времето и местото се знае. Ќе се боксува на 16 јули во Голд Фелиција Битола. Ќе биде еден страшно добар настан, огромен настан, кај што ќе настапа многу добри борци од Македонија, од регионот и од Европа. И како главна борба најверојатно ќе биде нашиот добро познат тешкаш Тоше Цветков, кој ќе боксува за титул. Па тоа од прилика може да ви каже за каков настан станува збор. За мојот меч, мојот противник, кој што кажав, не смем да откриам се, ама најверојатно ќе биде борба во 4 или 6 рунди во light heavy категорија до 79 кг. И за мојот противник можам да ви откриам дека има боксовано за ВБЦ светска младинска титула во 2022 година, што значи дека ќе биде еден сериозен испит за мене и ќе биде страшна борба за публиката. И тоа е тоа. Само очекувајте повеќе детали во следниот период за мечо и за целиот настан. Ја мислам дека кој што ќе пропушти да дојде, ќе пропушти едно многу добро искуство, но не само како мечеви, туку и како настан ќе биде страшно добро. Оти кој ќе комбинираме ваков спорт како што е боксот, со една таква елегантна атмосфера кој што е во Голд Фелиција, се добива еден многу добар настан и се добива едно многу добро искуство. Тоа е тоа, очекувајте само повеќе детали во следниот период. И тоа беше тоа за ова видео, се надевам ви се допадна. Доколку ви се допадна, стегнете лайк, шер, субскрайб и заследете ме на социјалните мрежи. Доколку имате нека идеја за видео или некое прашање, слободно коментирајте. И тоа е тоа. Се гледаме во наредното видео.